почитувани гледачи. Денес малку ќе зирнеме во светот на филмот Под лупа со Илија Пиперковски, сценарист и режисер. Добре дојде. Добре да најде. Добре дојде во ТВМ, малте некако дома, затоа што имаме многу години наназад добра соработка и се она што се случува околу твојата работа го следиме, информираме навреме. И еве сега, кога имаме една круна на еден твој значаен проект, сакав токму овде во Лупа да поразговараме за сето тоа. Те поканив уште пред 2 недели и вака ми рече: тоа е исто како доктор кога е насред операција да го викнеш да ти биде гостин во емисија. А тогаш беше се уште, значи, актуелно снимањето на филмот Дедо и внук. Сега бидејќи заврши во неделата, вечерта, всушност недела према понеделник, сега си веќе малку порастеретен и еве денес ќе го реализираме разговорот. Ви благодарам пред за поддршката која изминативов период, изминативе, не знам, 10-15 години колку што ми ја давате и секој пат се радувам. И да, имавме една анекдота. Ама тоа ми беше колку да ти опишам колку е тежко, сериозно. Колку е сериозно работа, затоа што имавме многу компресиран распоред на снимање. Снимавме 4 недели. 4 недели кои претходно ги планиравме една година до 2. И во самото планирање и за време на самото снимање, распоредот на сцените кои кога ќе ни се случуваат, ни се променува затоа што имавме непредвидени временски околности. И мораше цело време да снимаме или некои сцени кои се многу понапред затоа што ни се како бекап, бидејќи заврнала мора да се скриеме за да не ни оди работниот ден џабе. И 4 недели кои ме направија да се осетам како да сум ги поминал најдобрите денови во мојот живот. 4 недели кои си ги посакував уште од денот кога се запишав на академија и 4 недели кои ме направија да се дружам со многу добра екипа која дојде посветено да ми помогне да го реализирам мојот прв игран филм. Така. Се надевам дека ќе има уште многу вакви денови, уште многу проекти. Ова сега уште те држи таа еуфорија и тоа чувство, ама сигурна сум дека со твојот ентузијазам, со твојата амбиција нема да остане само на ова, затоа што за едно релативно кратко време од кога ја заврши Филмската академија во Романија, колку години се во прашање, околу 5-6-7 години. Тоа има повеќе, таку, мислам 2008 дипломирав, значи, постдипломски не се ни 10 години цели, да. Се надоградуваше и понатаму и започна со своите проекти. Значи, снимаше документарци, околу 15-тина имаш снимено, документарни филмови, а ова е првиот игран филм. Ајде малку вака да ја доближиме целиот тој процес и сета таа атмосфера до гледачите, затоа што некои можеби имаа можност да бидат дел од сето тоа, значи имаше кастинзи и доста статисти кои што беа вклучени од нашиот град и тоа беше нешто ново за нас. Некои дзирка така од уличките каде што снимавте што се случува, некои беа инволвирани, а некои еве ќе се информираат преку нашата емисија. Возбудлив процес на работа. Напоменав дека се подготвувавме добар период претходно, се правеше кастинг не само за деца кои би играле фудбал и луѓе кои поминуваат улица, се правеше кастинг и стварно и за актерската екипа која ќе го прави филмот. Да се вратам претходно, да, краток период од кога сум дипломирал, магистрирал и сум се фатил за многу проекти, но тоа сум учел. Доколку би учел нешто друго, сигурно би се фатил исто да работам многу. Не знам дали тоа од амбиција или пак од визија или пак многу идеи, па некој мора да ги каже, па ај зошто не и јас. Ама се радувам за една работа сега, барем за овој период, затоа што во исто време ми се случија 2 работи. Прво, да, играниот филм, ама во исто време, додека го снимав и играниот филм, следуваше премиера на еден документарен филм кој го работев со многу љубов, верба, разбирање, скромни финансии, а тоа е документарниот филм за Охрид и кој е во 5 епизоди и во исто време почнав на еден начин визуелно да го брендирам Охрид како град. И
ми се отворија нови можности во смисол и Охрид не само да биде презентиран туристички, да биде презентиран во 5 епизоди од памти векот кога сме постоеле овдека во градов, кога почнало да се живее се до ден денес. Што сме наследиле и која е визијата за Охрид понатаму. А играниот филм исто така отвори една друга можност која доколку не знам, прошета убаво на фестивали ширум светот и Европа, Охрид да го стави на една мапа за каде што може да се снимат и играни филмови. Бидејќи имаме логистика, имаме инфраструктура, мало по мало, ево, граѓаниве од љубопитство доаѓаат да видат што значи снимање филм. И сега веќе имате некаква екипа овде во градот, на која што можете да сметате во иднина, доколку повторно нешто вакво се случува. Не само јас, туку и еден куп мои колеги. Да. Не само колеги од Република Македонија, туку колеги од секаде каде што ќе разбера за Охрид. И мислам дека мене ми беше една од најважните работи, правејќи ги две овие работи, играниот филм и документарниот филм, Охрид да го ставиме на мапа. Зошто, Илија, толку, Охрид, покрај тоа што е твое родно место, зошто се одлучи тука да твориш, да создаваш? Затоа што, реков, студираше во Романија, ти беа многу видици отворени, имаш соработка со многу актери и со други професионалци од светот на филмот. Зошто се врати овде во Македонија, кога младите наголемо заминуваат од државава? Што те влече овде? Значи, наоѓаш ли плодно тло за творење и за докажување, покажување на твоите способности и талент или нешто друго е во прашање? Па, ето, сум живеел во Скопје, Букуреш, Охрид и голема разликата и поголеми градови каде што се на трчање, Охрид барем имам време. Имам време да се видам сами на себе си, да прошетам по Крезеро, возу да ме фати, да видам пријатели, роднини, дома да застанам малце. А кога сум надвор, нормално се е во извршување или во планирање. И мислам добар баланс е зашто сакам да си живеам во Охрид и мислам кој не би сакал да живее во Охрид. И кога си во поголемиве градови, да, поголеми се можностиве, ама јас пак цело време велам дека човек ако сака да работи и му се работи, нема да кука да плачи, туку ќе се снајде и ќе почне да работи. Ќе бара можност. Но, знаете, играниот филм не е дека јас сега дојдов одма до пари и одма го снимав филмот, туку години беше го планира. Процес, да. Процес. Сепак со играниот филм, со снимањето на играниот филм, барем од тој аспект од финансиски беше покомотен, затоа што доби некаков буџет, дали тој беше доволен, дали ги покри сите трошоци. Знам дека за претходните филмови документарни сам се снаоѓаше, значи како знаеше и умееше документарните филмови, да, реализираш. документарните филмови беа да и со покровителство на Македонската радио телевизија, кои беа главниот иницијатор да се снима такви документарни филмови. Не снима само јас, снима сите мои колеги. Играниот филм Дедо и внук, ви знаете, јас бев во категорија на дебитанти. И имав толку пари и тие пари мора да ги изменаџирам за да снимам до толку и толку денови. Сценариото мора да го адаптирам за 22 снимачки дена, една недела да ми биде нокно снимање само, а другите 3 недели да ми биде денско снимање. Охрид да го представам на најубав може начин. Охрид си е Охрид, сме на 700 метри надморска височина, времето е малце непредвидливо за разлика од другите градови. Скопје е на 200 метри надморска височина. Без разлика, се најавува дека ќе биде сончево или доумерено облачно, врне дожд. Фативме и снег. Филмов ќе биде и многу се радувам на фактот дека пејсажите што ги нуди и природата што е околу Охрид и самиот град е, не знам, воодушевувачка во било кој аспект. И на самите Сите сцени се снимени во градов, нема ништо, се. И значи, тие работи целокупно. кои ни беа како болници или инфраструктура во Скопје ја прилагодивме да биде во Охрид и да личи на Скопје или да личи на Скопска болница. Многу работа е секој филм. Не знам, доколку бев во друга категорија, сега наредниот филм ќе ми биде во друга категорија, каде што заедно со веќе мои колеги кои добиле 2-3 пати или снимале 2 играни филмови, каде што се располага повисок буџет, ќе видам во таа конкуренција и сите со најдобро сценарио ќе се надпреваруваме кој да ги добие тие финанси. И сега едно е теоријата, друго е праксата. Значи ти теоретски се подготвуваше како треба да се снима еден
игран филм, но со што се соочи во праксата? Дали она што мислеше и што беше ставено на хартија беше и реализирано? Значи многу непредвидливи, како што рече, ситуации. Треба брзо да се реагира затоа што времето те гази. Имав една професорка, ми викаше, ако дојдеш до 50-50 од она што си замислил и она што ти се случи, треба да си задоволен затоа што треба да има некаде баланс. Сега знам дека дел работи се случуваат на лице место инспирација, но јас сакам да си имам довршено домашна работа. Затоа што колку подобро испланирам филм, толку полесно ќе ги помини сите бариери и проблеми за време на самото спремање или на самото снимање. Да, сите тие временски неприлики и прилики направија само да се адаптираме врз основа на условите кои ни беа на располагање. Мои колеги кои имаат по-флексибилен буџет, мислам по-богат буџет, знаат да снимаат линеарно. Како што почнува сценариото, ако треба на една локација главниот лик 5 пати се враќа, ќе се вратат секој пат кога се враќа. Јас снимав нелинеарно, каде што во првите 2 недели ги снимав почетокот и крајот на филмот. Другите 2 недели ми беа за средината од филмов или за дел од почетокот, дел од крајот. Во исто време немав монтажа секој ден, материјалот што го снимам па да поправам дупки. Морав да имам поголема самодоверба за да знам дека и ова измешан распоред на снимање дека мозаикот значи ќе се склопи, да. Дека нема да имам многу грешки затоа што треба цело време континуитет. Мене филмската приказна ми се случува во 10 дена. Е многу блиско време. Мора да имаш континуитет на шминка, континуитет на сценографија, бидејќи ја гледаме за изграј сонца, за иди сонца. Она што Охрид најмногу може да понуди и сите тие пейзажи сакав да ги искористам. И мора да имаш дисциплинирана екипа, секој пат да знаеме, аз снимаме по 12 сати дневно. Значи ако снимам од изграј сонце, снимам до заиди сонце или пак од заиди сонце до изграј сонце. Возбудлив период, возбудлив процес и жива материја. Сега тука не си сам во секој случај, многу зависи каков ќе е крајниот продукт од целата екипа, колку си задоволен од тимот со кој што работеше, затоа што пак ќе речам на многумина ова им беше прв пат. Прв пат да работат на еден ваков поголем проект. Охридската локална поддршка, се соочи со тие работи, ама бидејќи имам многу искусна екипа која веќе знае што треба да прави без разлика дека се сменал градот, не е Скопје, туку е во Охрид. Се адаптираат работиве. Многу е полесно да се работи во помал град отколку во Скопје. Некои работи се случува за 5 минути, веќе се е на 5 минути. Да, на дофат ти е тука, можеш да се снајдиш побрзо. Или поголем град имаш одредени правила. Таму имаш протести, имаш еден куп, да не навлегуваме колку би било тешко улица да затвориш, а истото можеш во Охрид да затвориш и со пауза од 5 минути. И ве молам, снимајте ми филм, почекајте 5 минути. Во исто време сакам да им се заблагодарам на охријани, бидејќи ми направија овој филм да имам многу полесно снимање, бидејќи разбраа што значи филм. И ми даде многу голема поддршка и се надевам дека остави лице со тоа што не изненадував многу граѓани. Ама екипава која ми работеше на филмот беше многу задоволна, бидејќи со никого немавме расправи. И во исто време оставаме лице, било кој колега мој, доколку присака желба да снима во Охрид, затоа што во исто време се снима во Дубровник и во сите, не знам, други популарни летни градови. Во Дубровник се снима игра на Game of Thrones, се снимаше последниот Star Wars. Би сакал на Охрид да му се случи едно вакво нешто, Охрид да биде ставен и на филмската мапа во светот. Затоа што има многу потенцијал. Работи. Не само што има потенцијал, туку рачуните ќе биде една од другите гранки во самиот туризам. Има потенцијал за сите луѓе и гледаме да не работиме град со тешка индустрија, дека туризмот ни е на основните работи и образованието исто така. Знаете, имаме филмска академија во самиот град. Да. Тоа се други еден куп студенти кои ќе режираат и кратки филмови. Не џабе е отворено овдека. Имавте, значи, луѓе, студенти кои што беа учествува активно во снимањето на филмот. Да, имав многу добра екипа која ми излезе во пресред за овој филм да го направиме како што
се договоривме дека ќе го направиме. Кога е последен пат сниман некој филм, ама целосно во Охрид, освен оној што го паметиме сите и култен Мирно топло лето, има ли некој друг после тоа? Сите филмови снимани По во поново време, некоја сцена е само снимана, по некоја да. сцена. Дали е целосно некој филм сниман од Ова тогаш? е првиот и ми е особена чест што јас како охријанин си го снимам филм во дома, бидејќи се ми е в комши на еден начин. И многу се радувам на разбирањето кое охријани ми го дадоа и ми помогнаа за да го направам овој филм. Сега зошто дедо и внук? Зошто не баба и внук? Па Имаш нешто што те инспирирало твоето детство, некоја длабока трага твојот дедо оставил врз тебе или не е поврзано лично? Нормално дека е поврзано, пораснав со двајцата мои дедовци и знам како се две фамилии, знам како е да учиш совети, да бидеш советуван и да бидеш искаран во исто време. И додека растев гледав однос дедо-внук, ево и ден денес можам околу мене да го гледам тој однос. И уште пред неколку години со еден од дедовците гледа фудбал и така почна да се развива таа идеја, ама кога ќе се развива една идеја и кога ќе посветуваш внимание, може да отвори нови видици, предизвици, насоки. И ги гледаш работите од друг Па нормално веќе почнуваш да истражуваш на кој начин сакаш да ја раскажеш таа приказна, кои се вредностите на постарите генерации, колку е денес променато и колку е обратно нашава перцепција како помлади, како не можеме да сватиме што значи перцепција на еден постар човек кој веќе видел и живеел се. И имам интересна приказна за дедо и внук кои не се видени долго време и заради многу причини внуков не е дојден дома и на еден комичен начин комуницираат меѓу себе. Не сакам гледачите да им отворам многу од приказната. Да, ќе ги оставиме во исчекување. Сакам да кажам само дека е многу возбудлива приказна, една интересна авантура, една пред се драма филмот, иако има и комични моменти, ама приказна која нема да не остави рамнодушни, затоа што во кое време траење, колку па денес приказната мислам дека до 2 часа би дошло со време траење, имам филм од 3 сати за сега, затоа што тоа е една друга работа која би сакал да ви ја напоменам, имав многу добра актерска екипа која ми покажа дека знаат и умеат многу работи, можам да навлезам многу подлабоко во однос на самата приказна и карактерите. И ми отворија и нови идеи во однос на самата приказна и ликовите. И Охрид сам по себе е инспиративен и снимавме многу повеќе материјал кој што не беше потребен. И сега на монтажа дилемата не е тоа што ќе остане, туку тоа што ќе лепне од самиот филм. Добро, може би, знаеш што, во таков случај, може би е полесно, ама може би пак и потешко. Не знаеш што да ставиш, а што да исфрлиш. Да. Добро е пак ако имаш повеќе да не се стегаш, да бидеш покомотен, да можеш да го направиш филмот квалитетен. Се разбира. Сега намерно правам една пауза, малку и да одморам, затоа што 3 месеци во исто темпо. И не дека беше доволно, екипава уште сакаше да си остане цело време и ми вика зашто не снимаме сериски филм, затоа што пак долго време луѓе во Охрид, без разлика по некој пат што ни беше и малце напорно, интензивни сцени, со емоции многу. Кога застанеш покрај зора е друга приказна. И сакам да кажам дека и ликовиве седат во тишина. Имам такви сцени кога само брановите и ветерот се музика во самиот филм. И сакав на еден начин да направам и да го почувствуваш она што и сами великови го чувствуваат. И уствари на еден начин и самата тишина е музика во филмот. Филмот, барем вака според вашите некои планови, би требало да се прикаже премиерно на некаде февруари, на Канскиот сакате, или на некој друг фестивал прво да се представите. Мислам, сега имате интенција, така? Да. Би сакал да ми се случи Берлинале, во смисол фестивалот во Берлин да го прифате филмот. Ама после тоа има и други шанси да не се случи тоа. Го имате Кан во мај, го имате Локарно, имате Венеција, значи има повеќе избор.
Кога ќе може македонската публика да го види? Па наредната година ќе го види. И со нетрпение чекам. Дали ќе биде директно од Охрид, ќе си почнам, или пак ќе биде на Манаки, па ден подоцна во Охрид. Имаме време. Да. Кога ќе се монтира? Па не знам, мислам дека за една недела почнам, за максимум 10 дена. Сакам малце да имаме на дистанца, бидејќи да легнат малку страстите, да. Сакам малце со поинак во око да го гледам, затоа што да, уште сум тазе, уште ми се враќаат некои флешбекови како беше на снимање. Имав многу пријатно снимање. И многу убава екипа и глумци кои ме изненадија и ми дада поголема самодоверба и имавме многу добро дружење со краткост, ако можам да ви опишам. И цела екипа ми е задоволна, сум се покажал како добар домакин и со нетрпение чекам пак да се снимам во Охрид. Илија, бидејќи реков имаш допирни точки со надворешниот свет, значи си излегол надвор од границите на Македонија и знаеш од прилика како функционира тој филмски свет, кога ќе направиш некоја паралела, каде сме ние тука? Значи, дали можеме да се носиме со сите оние предизвици кои што ги бара современото време и филмската индустрија, или ние уште има време за да стигнеме таму? Епа, малце по комплексно ова прашање. Во однос занаетски, ако правиме муаве, дали еден македонски филм може да биде на ниво на еден европски филм, кој е несомнено, да. Паметни сме, знаеме, сме учеле, сме гледале филмови, пратиме нови трендови, гледаме, одиме по фестивали, знаеме да направиме пристоен филм. Кај нас проблемот беше со сценаријата, што значи сценарио. И сам мислам доаѓаат еден нов бран на сценаристи и режисери кои прават поинакви филмови. Да би можел да речам некои поинтимни теми. Ево, ако видите, мојот филм е Дедо внук и таков и однос. Наскоро треба да излези еден нов македонски филм каде што главниот однос е татко-син. Волшебна напивка или магичната опивка, мислам се вика филмот, на мојот колега режисер Ѓорче Ставрески. Претходно излезе филмот Лазар. Тука имаш однос мајка-син или брат со брат. И сега веќе почнавме, ова намерно го кажувам за да под прилика ви илустрирам какви филмови почнавме да правиме. Значи веќе го надминавме тој транзиција период каде што е на друга генерација на македонски режисери, сценаристи, драматурзи опишуваа некои теми. Сега ние одиме на начин малце пофамилиарни, посемејни односи. А ова е во однос на македонскава кинематографија. Допрва ќе излезе еден друг филм каде што имате три главни глумици во филмот и е направено жена режисер. И треба да се појават и други македонски филмови. Мислам дека имаме надеж, имаме шанса и сега и време Македонија станете на кинематографска земја која ќе го надмине или ќе се приближи на тоа што Милчо Манчевски го направи со Предождот, или пак ќе се приближи на романска кинематографија која по сите фестивали добиваше награди. Се надевам дека и ќе станеме земја сервис во која еден куп други филмски продукции од светов ќе доаѓаат да снимаат. Ево се боливудски филм снимаја, претходно француски филм се снимаше на автопатот во Скопје. Се надевам дека ова со документарци што го направи за Охрид како промотивна кампања што прва ќе излезе за Охрид, играниот филм Дедо и внук кој е сниман во Охрид. Охрид ќе го понудене на друга мапа и цел овој регион. Не знам, имате еден куп фактори кои знаете, да, ние сме тука да помогнеме, ама и треба да се случат. Колку чинеше се тоа? Па, мојот филм, за разлика од други македонски филмови, е многу скромен. Имам буџет со македонска подршка 260.000 евра, со присобрани пари од други конкурси и копродукција од Романија, бидејќи имаме и романска екипа во филмот. Директорот на фотографија ми е тука. Дечките, тонците кои ми го снимаа звукот, шминката ми од Романија, постпродукција на звук правам во Романија, корекција на боја на слика правам, 5 сектори пак некако се опфатени. И
па неколку 400.000 евра ми е и буџетов. Други македонски филмови, знаете, се милионски, национални интереси. Ги покрили сите трошоци овој буџет или? Па, се вака, пак има тука неколку фактори, што значи, да, поглавно да. Ама кога пишувам, знаам отприлика колку пари ќе добиам. И си се лимитирам. Таква приказна ќе се направам. Или таква приказна ќе побарам да се направи, затоа што знам дека друго е она што замислувам и фантазирам, тоа се други математики. Значи некоја реална проекција уште на почеток правиш за да може да биде истата прифатена и реализирана. Па како и за секој друг производ. Први си прашање не са дома колку би имал на располагање денови за снимање. Но велат ЕСА-под на пазар не излегува, да не се случи тоа. Ама 5 пати проверуваме. Кога ќе договорим некоја локација, 5 пати се јавуваме дали таа локација не останува. И сега, да, ситничара има, ама знаете, кога се снима еден филм, многу фактори се тука присутни. Од прилика еден филм има преку 400 кадри. Зависи колку е голем, колку е акцион, колку е брза динамиката на монтажата. Ама 400 кадри да ги испланираш и многу сектори, сценографија, костими, сценографијата е местото кое го дава светот. Костимографијата е како ќе ги облечиш карактерите, кој идентитет ќе му го дадиш. И за секој кадар да го испланираш е веќе математичка наука некоја. Многу сектори вклучени тука, секој со буџет свој, секој ги прецизира работите. И затоа долго време се спрема еден филм. Не е само дека, ево, вчера парите дојда и да снимаме, туку има работа, години па некој го праша. Сигурна сум во тоа. Како велите она кога ќе дојдете до некоја точка се iscrpilo, значи снимањето, па сега правите пауза? Така тоа се вели? Се iscrpilo снимањето? Не, обично работиме 6 дена, па да еден слободен или... Не, во текот на денот, кога сакате малку да се одморите. Како велите тоа? Пауза? Пауза за ручек. Ние сега пауза за реклами. Да. Малку ќе ве одморам. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. 8 луксузни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети, но и по специјалитетите од македонската национална кујна. Лаунџ бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Со богат карактер, пробајте ја новата аргета ловечка со додадено говецко месо. А како ти најмногу ја сакаш? Аргета, добрата страна на лебот. И јас сум дел од тоа. Рија, брз трансфер на пари. Достапен во повеќе од 150 земји во светот. Брза услуга и најниски провизии. Само во Рија Мани Трансфер. Сега и во цела Македонија. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а од сега и оригинална италијанска пица. Потпеш, рај на Охридската ривиера. Coming at my window, see the left man, no protection.
кратка паузава, но нам не ни смета, интересен е разговорот, сигурна сум дека и на нашите гледачи. Или уште малку за играниот филм, што е всушност и поидовна точка за овој наш денешен разговор, а потоа и за некои други твои проекти претходни, кои што беа претходница на ова. Сакам исто да те прашам, многу еден интересен момент во градов беше тоа кога баравте луѓе статисти и тие кастинзите, се крена на вистина така прашина, позитивна, од мене на тебе што се вели, се јавувавме и се информиравме дека еве ќе има кастинг, нешто се случува, па ајде ако ништо друго да видиме што е. И мислам дека многу деца се пријавија. Како течат тие кастинзите и како ги одбравте оние кои што беа статисти? Статисти, а дури некои имаја и улоги. И улоги. Да. Нормално кога се прави веќе кастинг, имам колеги кои прават кастинг и имам колеги кои не прават воопшто кастинг, сами си ги одбират глумците. Јас во овој случај имав и кастинг директор. Катерина Грубац ми беше кастинг директор и ми заврши одлична работа. Со тоа што ми најде кастинг луѓе кои ќе се појавуваат во како статисти, ми најде глумци, а во исто време и ми беше и трет асистент на снимање, мислам човек кој работи само со статисти. Или американци го викаат краут маршал, некој со толпата кој располага. И покрај што имавме статисти кои го збогатуваат пейзажот во Охрид, мислам живеат во Охрид, зашто Охрид пак го направи пожив град, да. И жив град, ама знаете, не го направи во Охрид да го гледаме како што ние си го знаеме Охрид, туку го направивме и како едно помало место. Нешто како мало градче во близина на Римини, на Ница, на едно медитеранско место, барем сликава моја, јас како сакав да го прикажам Охрид на таков начин. Не мирен живот, заш филмов пред се имам теми како која е и осаменост, и Охрид да го испразниш за време со туристи е многу тешка работа. Ама и знаеш филмов е направен и со една таква атмосфера. И голема возбуда и еден куп луѓе со граѓани мои да видат дел од филмов и ми представуваше имена особена чест сите кои се заинтересира и да дојдат и да си ги испратат и своите деца, бидејќи имам два фудбалски надпревари кои се одвиваат во самата приказна. И знаете, тешко е да се работи со деца, ама најдовме многу послушни и воспитани деца и многу се радувам на фактот дека заедно си направивме филм. Имаме талентирани деца? Имаме многу талентирани деца, не само за на филм и не само со желба за пред камера, туку деца кои се талентирани исто така и за фудбал, затоа што не само барав деца од основните училишта, туку и по фудбалските школи. Имаме деца. Знаеш што, мислам дека со ова и уште една димензија се опфати, на многу деца им отвори еден нов видик во животот, затоа што можеби некој не ни знаел дека има некаков скриен талент, па сега вака ќе се открие, па можеби неговиот животен пат ќе заземе многу поинаков правец од она што планирал или размислувал. Никогаш можеби не му паднало на ум дека ќе биде глумец или статист или ќе биде дел од една таква професионална екипа. Да, знаете, снимањето филм е многу екзотична работа. Голема екипа, се тука се трча, се прави, се средува кадар, тишина, адреналин, дружење и за секој се дава внимание. Мислам, знаете, многу убаво да имате екипа која се дружи меѓу се. Јас најчесто ги сакам и помалите екипи, затоа што во помалите екипи, бидејќи не може да си дозволиш многу работи, сите се помагаме меѓу себе. И тоа е убавата работа и дружбата пред се, дека со љубов си дојден да го работиш тоа што го работиш. Знаете, да снимате филм е исцрпувачка работа, потребна е и капацитет, да држиш енергетски многу луѓе околу тебе, сите сектори да ги внимаваш, да биде онака како што си замислил кадарот, па негде настануваат кушлуси, па и да ги поправаме арматурава, да негде штрафови затегнати, негде попуштени. Пак пред се преку разговор, не можам да речам дека е ништо невозможно. Многу работи се возможни, че човек само треба да има желба, волја,
да сака да го прави ова и многу работи можат и да се направат. Колку актери беа ангажирани во филмот? Па имам околу 14 глумци и околу 150 статисти негдека и убава бројка и екипа околу 45 до 50 зависи по потреба. Значи една гужва? Гужва на сет. Да. Ајде екипа гужва на сет, чистиме. Беа едни од Сето тоа да се искоординира и Да. не е така лесно. И знаете, многу убава работа е што Охрид пак е достапен. Та имаме тесни улици, ама можеш многу локации во денот да смениш. Во Па дури и пешки можда, Да. може би не знам сега колку била гломазна да речам опремата која што ја користевте, ама за екипата сигурно можела на локациите и пешки да стигне. Па некои работи со кајчина, со катамарани ги префрлувавме пред се техниката, пешки за 10 минути си сегдека 15 максимум. Снимавме цело време контрасветлина, така да времето на располагање од 6 до 12 до 11:30, затоа што од 12 веќе до 1:30 не се снима. Сонцето доаѓа точно на тебе, очи нема ништо сјај. Се е темно. Се е темно и немаш ни сенки, немаш ни контрасти, па тука отприлика време за ручек, пауза малце да се одмориме, заш пак сонцето си го прави своето топло е. Па после други предизвици ни беа, си почнал една сцена да ја снимаш, сончево се, па најнаш времето почна да се наоблачува, а не си ја завршил, почна сенка да влегува, па веќе поинаква стилистика доаѓа, поинакви се сенките, поинако си го испланирал. И понекогаш пат некои работи ни беа многу набрзани. Ајде побрзо се облаци, ај што да правам, на глумци не им се врзат. Имаш анегноти цело време. Можеш некоја да споделиш со нас? Ама не, знаете, тие се пријатни и кимате и making of. Бидејќи го планираме и цело време си имавме луѓе што ги снимаа сите тие работи и повеќе би сакал луѓе во гледачите да си го осетат. Друго е вака јас да го раскажувам, ама пријатна дружба пред се. Така. Драго ни е што ни се случи ова во градов и сигурно допрва ќе ги видиме бенефитите од сето тоа, како што рековме, се повеќе кратни, не само како еден филм, како еден филмски продукт, туку и како една промоција на Охрид. Сега, како претходница на се во ова, мислам дека ти беа оние документарни филмови кои што ги снимаш и мислам дека тоа ти даде една самодоверба за да направиш еден ваков посериозен проект. 15-тина, мислам, беа на број. Како сето тоа пак започна и зошто документарци и што ти е подраго, еве, ако можеш да направиш споредба, ако се прави воопшто споредба? Па, знаете, долго време направив документарни филмови, па да не направам споредбата и едно време си реков доста. Сега иде друг предизвик. Секој формат има своја убавина, своји убави моменти, своји занаетски финти кои можеш да ти бидат на располагање или алатки со кои би можел да изведиш некои работи. И убавото е кога ги планираш работи. Документарниот филм тоа го дава. И помала екипа, да подолг времен процес на средување. Ама играниот филм пак и од друга страна пак е многу жива материја. Многу поголема екипа, многу сектори, тоа се многу генерали на снимање. Например, имаме хиерархија. Јас сум Наполеон, директорот ме на фотографија е мојот прв генерал, сценографијата е друг генерал, костимографијата. И секој си има своја војска. И сите знаеме која е главната цел. И сите работиме за да оствариме таа главна цел. Си имате своја војска, ама не се напаѓате ни со Не други. си помагаме, Да, затоа си сакам да помагате. ви напоменам дека малите екипи се тие што си помагаат меѓу себе. Големи екипи, многу генерали, многу голема војска, секој си работи своето. Сценографија понекој па станува поголема работа од продукција, бидејќи се гради и таките ви се големите холивудски Значи проекти. ти си сценограф и режисер. Сценарист и Ова режисер. сценарист, се извинувам. Колку тоа ти олеснува во работата? Па, многу. Од една проста причина да дека јас ја напишав приказната. Не знам што сакам да видам. Цела екипа им го кажувам, еве го кадрот, не случајно ве донесов овде заради тоа, може да се случи ова и ова и ова. И многу ми е полесно, од информација од прва рака. Понекога се случува да работам и со сценарист, ама пак тука е веќе склоп на договор, претходно ќе се договориме што значи секоја сцена, што значи секоја реплика. И сега конкретно во овој случај јас сум и сценарист и режисер и мојата продуцентска компанија го има
носечкиот збор, во смисол мојата продуцентска компанија ги доби финансиските средства на конкурсот. Иначе продуцент ми е Орен Антов, на кој му сум многу благодарен, бидејќи изминативе 3 години и во добро и во лошо го направивме овој филм и имам одлична соработка. Директорот на фотографија ми е од Романија, со кој претходно го имав направено мојот последен краток филм, па го спремавме овој филм и претходно ми работеше на документарниот филм за Охрид и долго, знаете, кога работам со луѓе и ги спремам. Посветувам време на претходно дружење, им кажувам што сакам, како сакам, зошто овие работи ги сакам. И тоа е олеснителна околност. Веќе градите некакво пријателство, значи се запознавате поблиску за да можете креираме поголем самодоверба еден кон друг. Накратко така би можела да кажам начинов на кога соработувам и така и добивам и резултати во денеска што ги. Така. И сега нешто околу документарицот кој што е посветен повторно на Охрид, во 5 епизоди веќе беше промовиран. Да. Што опфаќа? Тој значи опфаќа случувања поврзани со градов од едно подалечно минато па се до денес. Така некако сето тоа е распоредено во тие 5 епизоди. Што сакаше со тоа да постигнеш? Дали една комплетна слика за Охрид или нешто друго? Па многу фактори. Први, да, комплетната слика од А до Ш за Охрид. Кој живеел, како се одвивале временските процеси, кој кога градел, зошто градел, кои биле технолошките предности во тој период, воинствените, образовните. И секоја епизода си опишува свој различен белег. Например, првата епизода ми е напишана од професорката Вера Питракова Грозданова и заедно со нашиот археолог Паско Кузман ми помогна за да направам првата епизода. А таа опфаќа каде е местоположбата на Охрид, која е Галичица, што е езерово, па после доаѓа преисторијата, каде првпат се живеело на овој период, во овој град и околу ова населба, околу источното крајбреже, па после имаме делови кај Струга, па после доаѓа рано античкиот период, каде што ги имате, не знам, времето на златните маски, после раните базилики, рано христијанскиот период. Втората епизода е од академикот Цветан Грозданов, и тука го имате време на доселување на Словениве, го имате времето на Климент и Наум, го имате времето на Цар Самуил, на Охридската книжевна школа, Охридската архиепископија, Самуиловата патриаршија, како се изградени најзначајните објекти денеска што ги имаме во Охрид. Значи еден мини буквар историски, да речам. Не, ова е визуелна енциклопедија за Охрид, над мини буквар, над сите. И така ми беше идејава. Знаете, цело време си посакував на Охрид да му се случи еден Discovery, еден National Geographic во кој секој би биде офатено и ќе изгледа на тоа ниво без разлика што имав скромен буџет. Имав хубава екипа. Екипа која ме разбра и го направивме тоа како што го планирав. Сега имам доволно материјал Охрид да го направам како секој град или во Италија што е ултрамодерен или што има традиција или што има историја, Охрид да биде на мапа. И многу се радувам што изминатите 3 години Охрид 4 Охрид го планирав да биде сниман во сите периоди, во сите сезони. Не е Охрид само да го снимаш на лето и додека се сите најзначајни активности и настани, туку Охрид да го доживееш комплетно. Само ќе ме извините за да се дозавршам мислата. Да, повели. Третата епизода е османлискиот период. Османлискиот период кои се најзначајните процеси кои се одвивале, како цело време населението избалансирано живеело, дека долго време Охридската архиепископија си останала онака како што е, се до укинезиното на укинување. И што значила Охридската архиепископија за цел овој регион, цел Балкански полуостров. Четвртата епизода, и третата епизода е напишана од исто така нашиот современик професор Павле Миклевски, историчарот Драги Ѓоргиев, а четвртата епизода е напишана од страна на мој драг соработник, доцент доктор Никола Митровиќ Бабе, и кој го напиша период на 19 и почетокот на 20 век, воениот период на Охрид, од нашата понова историја, раѓањето на револуционерно
то движење во Охрид, сите револуционерни процеси кои се одвивале, Првата светска војна, карактерни особености на самиот Охрид, чунот, што значи рибарењето и сите обележја кои Никола Митровиќ си ги истражувал секој својот професионален ангажман. Исто така четвртата епизода завршува со крајот на Втората светска војна, а петата епизода почнува со крајот на Втората светска војна со ден денес и како Охрид дојде да биде ова што денес е. Како Охрид се индустриализира, како Охрид почна да се урбанизира, кога се отворија првите институции, кога МАНУ беше формирана во Охрид, кога МПЦ беше формирана во Охрид и знаете, имам изворени архивски снимки, снимки кои, не знам, на секој 3 секунди имаше по еден кадар, тоа значи многу работа. И верувајте ми беше, знаете, два филма ми се случи еден по друг. И го живеам неговото време во мојот живот, каде што се здробив од работа и работе со голема екипа, премногу емоции и има високи очекувања од сам себе си, не од други некој да имат од мене, од сам себе си. И мислам дека го направив она што го планирав, она што го сонував и она што се надев дека ќе излезе. Сега допрва се останува само по себе. Овој документарец има перспектива, значи може и понатаму да се снимаат и нови епизоди, затоа што градот и понатаму ќе се развива и ќе живее, значи ќе имаме периоди кои што некои твои наследници може да се разбира, да ги обработат. Знаете, во исто време ми беше и драго што пак заборавив да ви напомнам на друга работа. Во исто време правам еден друг документарен филм со Саша Митан, главниот на Супер Радио. И правиме пак документарен филм за Охрид, ама кој ќе биде за ноќниот живот. Од 70-тите, 80-тите, 90-тите се до 2000-та година. Што се случувало на друг план овдека во Кога имаше навистина ноќен, квалитетен ноќен живот во градот. Кога се отвори диско Палас, кога почна маратонците. Кога ќе тој документарец се готов? Тој би требало исто така да биде нареднава година, уште не сме договорени со Саше. Ама кај да е, мислам дека наредниот период ќе почнеме посериозно. Веќе сме на пола пат со снимање и треба летниот период да ги дозавршиме некој. Илија, додека трае целиот наш разговор, приметувам дека си полн, значи полн си исполнет целосно, полн си со емоции, цело време имаш некоја насмевка на лицето, задоволен си и тоа знаеш дека е најголемото, да речам, најголемата сатисфакција, најголемата заслуга за секој оној кој што се бави со некој дел од уметноста. Ке ти треба некој време малку да си ги смириш, како што реков, страстите, но ова е така едно убаво пијанство. И се надевам дека со ист ваков ентузијазам, со иста ваква желба ќе продолжиш и понатаму. Не сакаше пред да започне емисија да ми откриеш кои ти се твоите наредни планови, сигурна сум дека ги имаш. Ми рече немам сега нешто планирано, но не верувам во тоа. Сигурно нешто ти се врти во главата, ама ќе ни разоткриеш, нека поминат сега овие проекти, нека си го најдат своето место под сонцето. Ти благодарам за овој разговор и ти посакувам уште многу идеи кои што ќе ги реализираш заедно со некоја вака успешна екипа како што беше ова. Ви благодарам многу и за убавите зборови и за тоа што приметивте дека живеам во едно најубавите времења и чувства што ги имам. Ви благодарам за поддршката и ве чекам на премиера. Во секој случај, тука сме секогаш да ги пратиме сите оние случувања кои што се поврзани со тебе и со твојата работа. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам јас.